Добре дојдовте назад во Шпанија. Како што најавив, Peugeot 408 денеска ќе биде предмет на нашето прво возење. Овој автомобил има за задача да отвори, како што реков, еден потполно нов сегмент во понудата на Peugeot, поставен на потполно нова основа со зголемено меѓуоскино растојание, но нешто покус од знаменосецот 508. Препознатливото лице на компанијата е аплицирано повторно на овој модел. LED светлата кои даваат впечаток на отворена лавовска уста се тука, но контурата кажува нешто сосема поинакво. Ова по изглед може да се толкува дека е кросовер, бидејќи има доста големо растојание од тлото, но обликот на горниот дел на каросеријата е типично купеовски. Ова може да се карактеризира и како спортско корисно возило, и како динамично купе, како лифтбек, а може и да се интерпретира како една средна лимузина. Купеовската форма на задниот дел во модерниот автомобилски јазик се вика фастбек. Погледнете само како е направено. Оваа приказна ја почна BMW со својата X6, но секој производител што сака да држи до својот имидж веќе има во понуда едно вакво возило. Што се однесува до контурата, таа е динамично направена и со задниот спойлер кој делува како да се уши од мачка. На двата дела од каросеријата тие се поставени, но навистина добро изгледа дури и во живо задниот дел. Прв пат го видов во саемот во Париз, но не бев воодушевен. Но кога ќе се види на улица, овој фастбек делува дури и атрактивно. Поради контурата на каросеријата, може би изгледа дека има малку простор на задните седишта. Купеовската форма на надворешноста се пресликува и во внатрешноста. Но, погледнете, има навистина доволно простор и за колениците и за главите на патниците. Секако дека на оваа задна клупа не може да се сместат тројца патници, но двајца би можеле да пактуваат навистина комотно и во стил. Единствено во внатрешната атмосфера малку е нарушена просторноста визуелно, затоа што целата внатрешност е изработена во црна боја. И атмосферата во внатрешноста е типично пежоовска. Овакво приказ имаме и во 308, имаме и во 508, а рака на срце и во поопремените 208-ки. Веднаш се гледа дека Peugeot упорно држи до својата ергономија, која мене не ми се допаѓа многу, бидејќи како динамично ориентиран возач сакам позицијата на воланот да ми биде повисока, но за жал ако го ставам воланот повисоко, тогаш не ја гледам футуристичката iCockpit 3D инструментабла. Што се однесува до сетапот на централната конзола, тој е класичен. Имаме комбинација не само на голем екран, туку на soft touch команди, но и физички копчиња кои даваат еден посебен шмек. Инаку, седењето и седиштата не можам да ги критикувам многу, бидејќи се чувствувам удобно. Овој автомобил е направен со цел да ги задржи еколошките норми, па затоа на самиот старт ќе се продава само во плагин хибридна изведба. Се разбира дека за љубителите на старото школо, односно на моторите со внатрешно согрување, ќе има верзија со 3-цилиндерскиот 1,2 литрен мотор
од 130 конски сили. Но испод каубата имам 4 цилиндри, 160 конски сили и плюс хибриден систем кои ми даваат вкупна системска моќност од 225 конски сили. Предноста на хибридните системи е што додека батеријата е полна, возилото се движи исклучиво на струја. Па може да се збуните во првите километри колку тивко работи целиот склоп. Peugeot со 408 сака да отствари една потполно нова приказка што се однесува и до освојувањето на купувачите. Овој автомобил не е наменет само на семејните луѓе. Јас мислам дека повеќе е наменет за милениумците. Оние кои сакаат да нивниот автомобил изобилува со технологија, со екрани и да не се замараат многу со возењето. Во првите километри веќе се чувствува дека самото потпирање е нешто по-круто. Се разбира дека поради зголеменото растојание од тлото не се однесува како класична лимузина. Напротив, тој има манири на спортско корисно возило. Па немојте да се чудите доколку направите некој нагол маневар, како јас сега што направив, да почувствувате дека задниот дел, поради тежината, реков дека има 300 килограми склоп за хибридот позади, може малку да ве занесе на страна. Но тогаш на помош доаѓаат сите оние модерни системи кои се вградени во 408 да му помогнат на возачот. Самото возење, додека возите латентно, односно сакате да уживате во секој километар, тогаш е безпрекорно. Но на динамично возење се јавуваат оние мали забелешки кои се однесуваат на сите спортско корисни возила. Дури и нерамнините на патот, иако е потврдо потпирањето, стоички ги преработува. Нема нагли удари во кабината и целото возење е флуидно. Но ако сакате да забрзате, се чувствува не само зголемената бучава во внатрешноста, туку се чувствува дека менувачот ја нема онаа флуидност која споменав кога станува збор за работењето на хибридниот систем. Кога ќе ја притиснете педалата за забрзување до крај, тогаш се чувствува дека менувачот како да размислува што треба да направи. Ако е за утеха, многу вакви возила имаат идентични проблеми. Далеку од тоа дека 408 не е забавен за возење. Напротив, тој може да пружи големо задоволство, но требате да го сватите овој автомобил. Се радевам дека накратко ви ги пренесовме првите импресии за него од тест возењето во Шпанија. Peugeot 408 треба да пристигне во Македонија во првата третина од годината, значи некаде до април би требало да пристигне кај нас. А јас со нетрпение ја очекувам таа средба, повторна средба, бидејќи во Шпанија имав можност да ја возам 408-ката околу 200 километри, а на свиленкастите патишта на Шпанија таа се однесуваше многу добро. Едва и чекам да видам овој сетап како ќе работи во Македонија. Првично дознаваме дека цените ќе се движат од 40.000 евра па нагоре. За овој автомобил не сакам многу да дискутирам околу цената, бидејќи сите возила отидоа во бестрага што се однесува до цените. Па, многу е поважно на каков начин ќе ја купите колата, дали со кеш, дали на лизинг или на кредит, отколку колку таа чини. Веќе почна и во Македонија да се купува ратата, а не автомобилот. Тоа беше се што подготвивме од Шпанија. Ве поздравувам и следната средба ја закажувам како и секогаш за 7 дена.
Бидете во добро расположение и добро здравје. Поздрав!